Ево, моментално, значи, како што спомнав, се наоѓаме во преубавиот ресторан Канео со моите драги ценети гости, Зојца Лазава, Наум Петрески, собственикот на Канео ресторанот Кире Корлески, витриозот и плачот на виолина Джеват Рамадановски и секако мајстро Круме Милески од Легато групата. Пред се сакам да ве поздравам, да ви посакам едно топло, добре дојдовте тука во Австралија. Веќе сте подолго време, али ево вака е на убава дружба денеска во Канео ресторанот, кој го нарековме дружба на убави, значи со убави гости, убави луѓе, и бевме сите, верувам, изненадени од преубавиот подготвен крап на мајстро Наум Петрески, кој го спрема убавиот крап на најстар начин. Ево, би сакал Наум да објасни повеќе околу спремањето на крапот по негов начин. Повели, Наум. Пред се, добар ден на сите, или добро вечер кај нас, не знам како е времето. Меѓутоа, во секој случај, поздрав на сите. И мило ми е што сум овде во нашиот преубав амбиент овде. Овде е Охрид во Мелбурн, така и се вика, ресторан Канео. Топол амбиент, како да сме во нашиот крај. Уште езерото фали само да го видиме пред нас. Се е тука македонско изворно и еве дури најдовме и крап да си спремаме, и пастармка, и сите тие ред наши специјалитети, што со лукче, што со макдоновче и така и други наши специјалитетчиња. И поминавме едно прекрасно дружење, големо друштво. Се Зојца ќе кажи повеќе околу вкусовите, пошто да не испадне сам си се фалам, нели? Еви, од мене еден топол поздрав до сите кои што во моментов не следат. Од ова преубаво парче од Македонија донесено овде преселено во Австралија, тука ја добивме онаа топлина која што ни недостига на сите нас, верувам, кои што сме дојдени овде во Австралија од нашата Македонија, а тоа ни го приуштија Кире, ама јас како дама ќе си ја поздравам и поубавата и понежна половина Климентина, која што всушност па мене денеска ми го направи омиленото јадење, да. И така што еве имавме покрај убавиот крап кој што Наум го спреми, а го спрема традиционално и го вика пијан крап. Така го прави и неговата мајка, нашата баба Анастасија. Можеше да биде и било што, ама да е пијано, битно е. Тоа е многу важно. Инаку можам да кажам дека тој навистина е маестро кога е и кујната во прашање и веројатно е тајната состојка која што се вика многу трпение и љубов кога се приготвува едно јадење. Мислам дека тука некаде е неговата тајна за волшебноста во кујната, кога е кујната во прашање. А ова не ни е единствена дружба, морам да кажам. И неколку пати веќе сме добре дојдени и топло пречекани овде во преубавиот ресторан Канео. Така што ова е само една од тие преубави дружби и се надам дека нема да биде и последна, ќе имаме уште вакви дружби. Едноставно ни е преубаво овде се потсеќаме на убавините на нашата најубава секогаш Македонија. Джеват Рамадановски, маестро на виолина. Добро вечер и од мене. Едно топло добре најдовме до Охридското друштво Свети Наум Охридски, представник, председателот Васко Ангеловски, домакините на овој прекрасен амбиент, да можам да речам по душа, мој ресторан се осеќам исто како во Охрид, како дома, како во Македонија.
навистина сте успеале да го донесите и да го донесите духот на македонскиот ресторан, на охридскиот ресторан, амбиентот да го донесите од далечна Македонија тука. И тие што не го осетиле тоа, можат овдека да дојдат, да го видат и да осетат дека навистина да го почувствуваат овој амбиент, како да се осеќаат дома. Ние се осеќаме многу пријатно, освен што ни фалат домашните, ништо друго не ни фали. Јас имам толку, мада имам може би полке, ама микрофонот оди кај Милески Круме. Вака, ви благодарам пред се јас да ги поздравам сите кај нас во Македонија и секако сите да ги поздравам македонци широм Австралија. Навистина е чест да се виде покрај вакви звезди, кои што мислам дека се и живи легенди и фала му на Господ што ги имаме како такви. Имат и многу што да научиме од нив. И голема благодарност до Охридското друштво Свети Наум Охридски, кој што навистина ни ја пружија таа чест да бидеме ние дел од проширениот состав, да имаме таа чест да ги пратиме овие прекрасни грла. И многу голема благодарност до господинот и господјата собствениците на Канео ресторанов одека во Мелбурн, кој што навистина го име доловено тој амбиент да се осетиме како да сме во Охрид. Голема благодарност до Кире и Климентина. Како што рече Наум уште само што езерано не фали овдека, али во понатака значи не може и тоа да се деси. Ништо чудно. И од мене една голема пофала до господинот Васко Ангеловски, кој што сето ова го возможи и го направи да биде вака баш како што требит охридски, македонски. И јас би порачал на сите македонци ширум земјинава топка, слушајте, творете и само македонска музика и ништо друго. Бидете живи и здрави и еве јас ке го препуштам микрофонов на господин Кире. Јас само можам да речам дека ми беше чест да имам гости како Наум и Зуица во ресторанот, како Джеват и како Илија Тота, кој не е тука моментално. Исто така чест ми беше да научам нов рецепт од батономче, пијан краб, кој прв пат гледам ваков рецепт, ама многу успешно и многу вкусен. И благодарно секако до Васко, како председател на Охридското, што успешно работит и носит звезди како што се Наум и Зуица овде. И тоа не ги заборавиме секако Джеват и Тота. И тоа е се. Можам само да речам уште еднаш голема чест ми беше да имам гости како Наум и Зуица и како Джеват и Тота. И се надевам и во иднина ќе имаме исто такви легенди. Благодарност голема. Почитувани гледачи, ова беше еден крус разговор од нашето, значи доживување тука со овие живи наши легенди. Ви благодарам и се гледаме во друга прилика. Ај засвирете ми чалги, една песна ме раквиска, да се сетам на младоста, да се врати в срце радоста. Свирете ми чалги,